Во Кочани се одржа завршната конференција од меѓународниот проект 2,5 минути до полноќ, во која беа вклучени комуналното јавно предпријатие Водовод и основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари од македонска страна, како и нивните партнерски предпријатија и училишта од општините Лудбрек од Хрватска и Пештера од Бугарија. Со проектот во изминатите 2 години се работеше на креирање транснационален стратешки документ што ги опфаќа темите поврзани со климатските промени, а кој што беше финансиран од Европската програма Еразмус Плюс со 135.000 евра. Од посебен интерес за нашето предпријатие беше секако и можноста да преку проектот укажеме на една од најголемите негативни последици од климатските промени, а тоа е намалувањето на врнежите кои директно ќе влијаат на потенцијалот на водените ресурси, посебно во источниот дел од нашата држава, каде што се наоѓа и нашата општина. Ова е предизвик со кој релативно брзо ќе се соочиме, а за идните генерации ќе биде од суштинско значење какви чекори активности ние во денешно време превземаме. Преку проектните активности од страна на нашите стручни вработени беше презентирана и поврзаноста на една друга активност на нашето предпријатие со климатските промени, а тоа е улогата на комуналниот, посебно на биолошкиот отпад, при создавање на така наречените стакленички гасови, иако сите го споменуваат јаглерод диоксидот не помалку значајно и со далеку поштетно влијание во создавање на обивката која не дозволува доволно ладење на нашата планета има и метанот, кој се создава од биолошкиот отпад, посебно од депонираниот во несоодветни услови, како што е случај во најголем дел од општините во нашата држава. Преку иновативен, едукативен пристап во основните училишта во трите општини се работеше на подобрување на знаењата и вештините на наставниците и учениците за проблемите со климатските промени, како и за потребата од примена на обновливите извори на енергија во и надвор од училниците. Освен тоа, тие учеа како да развијат добар систем на вештини за предвидување на глобалните климатски промени со поттикнување на критички пристап за главните причини на овој природен феномен. На завршната конференција во Кочани беше заклучено дека придобивките од проектот 2,5 минути до полноќ ќе се користат и по неговото завршување. Во изработката на транснационалниот стратешки документ како партнер беше вклучена и Македонската геотермална асоциација МАГА.